Добро утро, почитувани гледачи, а и слушатели на фреквенцијата на Утрински печат, на Слободен печат. Ви посакувам кога ќе се легнете вечерва да си речете па и не ми помина баш лошо овој ден. Важно е, жив сум и се ќе биде добро. Уште 10 дена и ќе ја отфикариме оваа 22 година, кој што па практично ни беше постгенерална проба после ковидот, да можеме уште еднаш да ги здружно да ги пребродиме сите оние предизвици, оние кризи што ни ги наметна новото нормално, а тоа е украинската војна. И ова руско-украинска војна приказна ни потврди само дека и Европа и регионот длабоко под кожата се крвави и се ранливи. Ранливи енергетско, ранливи безбедносно, ранливи во поглед на снабдувањето со ресурсите, со храната. Исто така предизвикувачки за справување со сајбер, односно со хибридните искушенија, справување со други видови на искушенија и сето тоа веројатно, ајде да не направи подсврсти, да речеме 2023 година ќе биде година во која што ќе зборуваме дека ова војна е веќе минато. Па така и денеска гостите во студиото што ќе ми се менуваат ќе бидат во функција на рефлексија од украинската војна. Дали и треба регионалната и домашната економија да се преструктурираат во услови на војна, како тоа да го направат стопанствениците. Од тој разговор ќе го имам со доктор Глигор Бишев, банкар, кој што ќе дојде во студиото на Утрински печат. Потоа продолжуваме со Виктор Мизо, кој што јавноста го памети до 2017 година како прв човек на ТИРС, на технички индустријски развојни зони, а сега е директор, односно прв човек на Асоциацијата на странски стопанственици со високо профилирани во земјата. А после тоа време отстапуваме за буџетот. Денеска во собранието е третиот ден од расправата за тоа како ќе се устројува државното чекмедже, а во студио ќе имам политичари, кои не, ако политичари не ти го направат денот интересен, кој друг, тоа ќе бидат претедниците Даниела Колева од Социјалдемократскиот сојуз и од ВМРО-ДПМНЕ Тони Јаревски. Меѓутоа, ништо од тоа нема да биде, односно нема да тргнеме без да го имам мојот колега Дејан Андоновиќ. Добро утро, Дејане. Што е во фокусот на интересот твој ова утро, со што ќе ни прераскажеш како протекоа изминатите 24 часа? Само да интервенирам у најавата да последиците од украинската војна, малку филозофски, можеби по украинската војна е последица на некои други движења во светот, па ја доведоа украинската војна, велиш околу економијата, можеби економијата е причина за украинската војна, а украинската војна па остави длабоки последици на економијата. Така да тоа е околу она што е дали постаро кокошката или јајцето. Така да е, политиката и економијата се двојајчени близнаци. Да, но не знаеме што е причината, што е последицата, така да ќе можеме надалеку и надолго да зборуваме со месеци за тоа што е што. Во секој случај ти ја почна темата со украинската војна. Володимир Зеленски, председателот на Украина, денеска треба да пристигне во Вашингтон на средби со Бајден во Белата куќа. Причина за неговата посета на Вашингтон е соработка, сака да ја зајакне економската, но и воената соработка со Соединетите Американски држави, но ми се чини дека таа посета практично Белата куќа сака да упати друга порака до Москва и до Русија, дека планира се уште да ја поддржува Украина во борбата против руската намера за освојување на територии во Украина и поддршка за режимот во Киев или поддршка за раководството во Киев, кој Москва го смета за режим и кој Москва смета дека треба да се урни да дојде некој друг. Ова му е негово прво излегување од Украина. Освен на Зум што го гледаме. Не сакам во најавата да кажам дека му е прво излегување, бидејќи тој многу пати беше во Полска.
што јавно, што тајно, така да, но прво официјално заминување во еден сојузник како што е САД. Повторно ќе кажам, не е многу важно што оди тој во Вашингтон и што ја напуштил прв пат Украина, туку е важна пораката која Соединетите Американски држави ја даваат. Чим се во дипломатијата и во политиката, чим сте одлучиле некого да поканите дома и сте одлучиле да разговарате со него тет-а-тет, после сите овие состојби, не ковиди, не војни проблеми и останато време конечно да имате, сте нашле време со него, тоа значи една јака политичка порака, пораката е упатена кон Москва, а тоа е ние американците, сега цитирам, ние САД, планираме и натаму да ја даваме поддршка на Украина, уште поголема што ја имаа до сега во борбата против вашите интереси. Па дури ете и германците ја молат Кина да помогне да ургира кај Путин за да се стави крај на војната. Да, но германците молат, германците се ќе те потсетам во Европа, во Европска унија, а се покаже дека оваа војна, оваа руско-украинска војна или руска војна операција или руска специјална операција или како веќе ја нарекуваат, се покаже дека дефинитивно, освен украинците кои се директни жртви, најголеми последици имаат земјите од Европската унија, пред се Германија, Полска, тие земји што се околу Украина и околу Русија, па некако цело време кога ги правиме овие анализи, ќе се потсетам дека не случајно Велика Британија го направи Брекзитот пред некоја година за да не ги трпи овие последици, што само укажува дека ова све било некако очекувано, планирано, а можеби имале и сознанија за ова. Во секој случај Германија е жртва на сите овие политики. Вчера случајно гасоводот кој води кон Европа, еден од руските гасоводи, имаше пожар, имаше експлозија, дојде до запирање одредено време на гасот, освен што имаше неколку жртви која во медиумите не беа човечките жртви толку спомнати, но беше спомнато дека еве запрена испораката, што дополнително кажува дека војната, економска војна, значи Русија има политичката војна со САД, војничката војна со Украина, но економска војна со Европа и засега Европа ми се чини најголема жртва на сето ова, се разбира покрај Украина. Сега, ако Европа се покаже како добар предприемач, па да си направи лимонада од лимонот, може би и граѓаните тоа ќе го почувствуваат, а наспроти паниката што ја има, особено доаѓа зимата, онаа тешка зима, и енергетска, и секаква, и економска, тоа не може да не се чувствува не само во регионот и во Европа, туку и пошироко последиците допрева ќе ги видат. Затоа и економските стручњаци предупредуваат дека многу е важно да се оптимизираат сите процеси, односно што помалку колатерални штети од оваа криза, а колатерални штети би биле помалу, ако се предвидат некои работи, ако се реагира. Знаеш, има гурото во менеджментот Исака Дижес вели, знаете што е најважно? Важно е да се смени тркалото на авионот, ама знаеш кога? Кога е во лет. Ама тоа се само зборови, Марија, делата се нешто друго. Војната почна на 24 февруари, Европа имаше 6-7 месеци време да се прегрупира, преструктурира, иако тоа е голем процес, нели, за зависноста од гасот и од енергенсите. Не знам зошто дури пред една недела, односно пред 3 дена, Европа потпиша договор со Азербејџан и 5 држави поранешни советски републики за преусмерување на одредена количина на газ и струја, кабел да се пушта низ под Црното море за потребите на Русија. Ми се чини дека многу работи не знаеме, дека зад кулисите на јавноста се случуваат и може само да ги коментираме овие работи кои нас не ги пласира пред се западната пропаганда, бидејќи ние другите медиуми многу малку можеме да ги прочитаме и да ги видиме, и секогаш од искуство кажувам, кога не ги знаеш работите на лице, место тоа што ќе прочиташ е 20% од вистината, останатите 80%
ќе чекаме да видиме што ќе се случат. Повторно ќе го повторам 3 дена, го повторувам анализите. Ако Русија е под целосни санкции и ембарга, искача информација дека Соединетите Американски држави оваа година го зголемиле дупло увозот на рудни метали, енергенси и некои други артикли од Русија. Па сега поставувам прашање, ако ние сите сме и удриле ембарго и санкции на Русија, како лидерот на таа политика против Русија и на тие санкции ембарга има дупли увоз во однос на лани. Затоа велам, не знаеме што се случува. Не гледаш што правам, гледаш што ти велам. Сакам да кажам, не знаеме што е вистината. Јас нонстоп се обидувам да се оградам, бидејќи се информирам исклучиво од медиуми и тоа од едната страна, повеќе таа западна, би рекол западни медиуми. Вистината е секогаш некаде измеѓу. Поради X причини не сме во можност да сме на лице место или во војната или можеме само да ги фаќаме сигналите, да слушаме изјави од луѓе кои нешто размислуваат, што биле таму и да наформираме една своја слика и да им ја пренесеме на гледачите. А Кина не изгледа далеку и далеку е, меѓутоа во Кина пак на мала врата почнува да се враќа она фобијата од ковид пандемијата. Затоа што се покажа дека бројката што на смртни случаи што сега ја има во ковид не е баш за занемарување, откако ги симна сите безбедносни мерки после толку долг период на заштита од пандемијата. А може би и нешто друго, мене ми текне на народна, кој од млеко ќе се испече, тој и јогурт дува, бидејќи ќе те подсетам кога се појави пандемијата, според обвинувањата повторно западните медиуми од кои ние се информираме, Кина беше обвинета дека на многу време ја криела појавата на коронавирусот и во јавноста објавиле дека има пандемија и дека имат проблем со таков вид на инфекција, дури кога тоа излезе во Европа, откако инфицирани луѓе од Кина дојдоа ја пренесоа короната, па потоа ковидот, па веќе како веќе не го нарекоа и направија глобална пандемија. Зато велам, тогаш крие, а сега одедношка панично излегуваат, не кријат. Што само кажува дека повторно не знаеме што се случува. Како што крие, сега доаѓа до израз тоа дека и они да ти биле големи антиваксери. Па антиваксери се сите оние луѓе кои, да ми извинат сите кои не мислат како мене, кои ете така преку ноќ им текна да има вакцина. Јас и тогаш како граѓанин реагирав, не е тоа тип на јадење па да бирам која вакцина јас ја сакам. Да те подсетам, имаше и тогаш ривалитет. Имавме американска вакцина која беше Pfizer, имавме британска вакцина која беше AstraZeneca, имавме руска вакцина која беше Sputnik, имавме 2-3 вида на кинески, па не знаевме која е подобра, па дојдовме во еден период у ситуација, ако се сеќаваш у таа геополитичка војна, како влезна оваа војна во Украина, лудилото па вели, ако примиш руска вакцина Sputnik, нема да можеш да влезеш во Европска унија, бидејќи таа не ти е валидна. Ќе те подсетам на тие моменти кога, например, јас како новинар не знаев дали да се вакцинирам со Pfizer, бидејќи можејќи имам работа да одам во Москва, нема да ме пуштат со Pfizer, или ќе се вакцинирам со Sputnik, па нема да ме пуштат у Брисел на пресконференција, бидејќи имам руска вакцина. Значи, тоа едно лудило трае со години, а тоа со вакцините ми беше врвот на лудилото, кога немавме стручна јавност да ни каже, чекај, ти имаш толку кила, такви болести, оваа ти е добра вакцина, оваа ти е лоша вакцина, па дојдовме на крај у ситуација, како што сите луѓе се премиери оваа држава, сите луѓе се селектори оваа држава, сите да бидат и фармацевски стручњаци да објаснуваат, види, тоа се мртви вируси, ова се живи вируси, чекајте луѓе, стручна јавност, никој не ни кажа ништо. Поради тоа имаше толку антиваксери. Кога аргументацијата застранува и се создава простор за... Антиваксерите, нормално е дека ти не можеш да очекуваш, завчера го измислиле болеста, а вчера измислиле вакцината, ама има 7 вида на вакцина, па ти на твоја одговорност која сакаш прифати си. Зато велам. Или завчера ја измислиле вакцината, а вчера болеста.
затоа велам. И замисли сега во Кина која има 1.350.000.000 луѓе, замисли таму има и луѓе кои се како роботи, но има и луѓе кои размислуваат слободно. Тие што размислуваат слободно, веројатно размислуваат овака како ја што размислувам, па се обиделе да ја сокријат, да не мораат да бидат експеримент на некои големи лаборатории. Што правиме со официјален Мадрид, он е против визната либерализација на Косово и за очекување беше... Па не е само за визна либерализација, ќе потсетам дека има 5 држави членки на Европската Унија кои се противат на независноста на Косово поради своји лични причини. Мадрид е, односно, тоа се Шпанија, Словачка, Романија, Кипар и Грција. Причина за тоа се нивните внатрешни проблеми, бидејќи доколку Мадрид го ја признае независноста на Косово, Србија ќе ја признае независноста на Каталонија и тука ќе имаме проблем. Нешто као што се случува сега и со регионите во Украина, каде што она што се случи со Косово пред 23 години, сега го искористува Путин и по ист терк ги отцепува украинските региони како проруски, тоа се Донецк, Луганск, Херсон и не знам кој беше четвртиот, Запорожје, ваljda. Во секој случај, кога ќе се направи еден исклучок, тој може да направи еден домино ефект. Мадрид е еден од тие што се уште се обидува да ја попречи косовската независност, али повторно ќе кажам, не дека тие многу нешто ја сакаат Србија, туку поради своите лични причини, бидејќи ако ја признаат независноста на Косово, автоматски ќе признаат дека и Каталонија може, а потоа и Баскија, да бидат независни држави. Истото се случува и со романците, и со грците, сите овие држави, и со словаците, сите овие 5 држави членки на Европска Унија кои се противат на косовската независност, но политиката на меѓународната заедница не е да го убеди Мадрид да ја признае независноста, туку да го убеди Белград да ја признае независноста на Косово. И ние сега по кој знае кој пат во нашава животна кариера, моја и твоја генерацијски, го гледаме финализирањето на распадот на СФРЈ со независноста на Косово, ама цело време тој конфликт е замрзнат, па се одмрзнува, па се замрзнува, а знаеш кога некоја работа ностоп се одмрзнува и замрзнува, може да дојде до несакани последици. Тоа го гледаме, 12 дена имаме барикади на србите, под образложение дека се апсат поранешни косовски полицајци од српска националност, дека под образложение... Вучич го моли НАТО да помогне да... Па Вучич првин, до тоа исто НАТО испрати писмо пред некој ден со повикување на резолуцијата 1244 од Советот за безбедност, постигната пред 23 години, во која има еден став каде што се вели дека ќе се дозволи враќање на 999 српски војници на Косово, кои треба да ги чуваат српските енклави. Од тогаш до сега многу работи се сменија, Косово стана меѓународно признаено, СРЈ тогаш на сега неќе не постои, ќе потсетам, тоа е подпис со СРЈ и НАТО, а СРЈ не постои, делот од СРЈ Црна Гора е веќе во НАТО, остана само Србија. И сега има 300 проблеми, србите се уште чекаат официјално КФОР да ги информира дека нема да дозволи влез на српска војска. Како е и ти во политиката се бара нешто, иако се свесен дека тоа не возможна мисија, веројатно. Но има една... Много добро му е познато на Вучич. Морам да кажам во контекст на вестите, дека од синоќ има уште една вознемирувачка вест, според мене, тоа е на полицијата на Европската Унија, или така наречената мисија на EULEX, која излезе со една информација дека е загрижена, цитирам, од присуството на вооружени, маскирани поединци и групи во некои делови од Северно Косово. Значи, EULEX како официјална мисија полициска, и тие понатаму велат, EULEX може да ги наблюдува, но нема сила, мандат и капацитет да интервенира, туку тоа треба да се го направи косовската полиција. Ако логицираме, бидејќи се во Северно Косово, веројатно тие маскирани вооружени поединци и групи најверојатно се, предпоставуваме, од една друга националност, а косовската полиција е од една друга националност, повторно ќе се држи таа тензија, топло-ладно, а според мене тоа е све во интерес на дефокусирање на состојбите кои се случуваат во Украина. Дејана, те оставам да си ја правиш на мир твојата анализа. Не, овие анализи се прават исклучиво со немир. Со немир? Со мир се прават. Добро, ти така функционираш, да. Ти благодарам.